Буквата К. Скопските кафејани. Најомилена забава на скопјани била посетата на скопските кафејани. Бројот на јавните локали, кафејани, подруми и бифеа во Скопје во 1924 година изнесувал 300. Оваа бројка укажува на голема заинтересираност на граѓаните за посета на кафејаните. Типот на угостителските објекти бил многу разновиден. Кафејани, подруми, пивници, барови, бифеа, крчми, мејани и друго. По завршувањето на Првата светска војна во градот биле отворени многу нови кафејани, а главно се рекламирале во скопските весници. Васа Аврамовиќ бил газда на познатата кафејана Метропол, сместена во денешниот објект на стоковната куќа Сити Галери. Била најпосетен објект во своето време бидејќи нудела добра храна, услуга, пијалоци и музика. Гостувале трио Орлов со репертоар на мюзикл хала и кабаре со раскошна гардероба и акробатски балетски точки. Во неа можеле да влезат само богатите, но постоел лимит колку смееле да потрошат за една вечер. Кафејаната Маргер се наоѓала на плоштадот и била најпосетена кафејана во градот. Во попладневните часови кога затварале дуќаните, многу скопски семејства доаѓале во кафејаната на вечера. Во ноќните часови кафејаната Маргер се менувала во боемска кафана, а посетителите биле уметници на градот. Зрински имал најмодерна и најголема сала каде што доаѓале отмени гости, а се нудела домашна и странска кујна со разновидни пијалоци. Бавчата Зрински се наоѓала покрај реката Вардар и во неа гостите се чувствувале пријатно на свеж и чист воздух. Внатрешноста на Зрински била украсена со огледала од двете страни, со скапоцени зависи на високите прозорци и со добра вентилација на таваните. Масите и столовите биле во боја на махагони, со што се дополнувал луксузниот изглед на кафејаната. Салата собирала околу 400 гости. Бавчата на ресторанот била многу долга, исполнета со дрвја и цвеќиња. Бавчата била оградена со ѕид на кој имало зелено обоени летви и била поплочена со ситни камења. Бавчата се осветлувала со петромакс ламби кои давале изглед на неонско светло. Во ресторанот свиреле салонски оркестри и биле прожектирани филмови. Во Зрински се приредувале забави, балови, пречеци на Нова година, ручеци и богати свадби. Ресторанот бил изграден во 1912, а изгорел во 1926 година. Кафејаната Аполо се наоѓала во подрумскиот дел на киното Аполо. Била декорирана со вкус, имала свој стил и била собиралиште на скопската елита. Во неа се организирали концерти на врвни уметници, со познати диригенти меѓу кои гостувал и познатиот Купфеберг. Кафејаната Аполо најдобро работела во 1925 година. Во оваа кафејана гостували и руски уметнички трупи, а целата програма била интересна за скопската публика. Во кафејаната гостували и балетски групи и хорови со играчи меѓу кои и русинките, Ваље Федорова, Клео, Њиње, Марија Тан и други. Забавата во градот траела до раните утрински часови. Ресторанот Пала се наоѓал до дрвеното мовче во еврејското мало на левата страна на реката Вардар и бил најпосетуван во 20-тите години. Во овој ресторан се прожектирале и филмови. Најчести реклами во скопските весници биле за кафејаните: Цекичев подрум, подрумот на Богдан Плавшиќ и други. Кафејаната Брегалница била собственост на Вука и Драго Пешиќ, а ја нарекувале и Скопска Скадарлија. Во неа се собирале литерати и уметници, значајни луѓе како Дамјан Николиќ, Вицко Зиновиќ, Петар С. Петровиќ и други. А во кафејаната се пишувале статии, песни, прикази кои најчесто биле објавувани во списанието Јужна Србија. Кафејаната Парис била ноќно седиште на скопските трговци, најголем број евреи и тоа скопската еврејска елита. Во кафејаната имало музика за игра и звуци на джез танго. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам во